Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Од денешните настани издвојуваме. Средното училиште Моша Пијаде од Тетово прераснува во регионален центар за стручно образование и обуки. Речиси целосно уништен жена парк, единственото место за рекреација во Тетово. Унијата на млади сили од ВМРО ДПМН со трибина во Гостивар. Средното земјоделско училиште Моша Пијаде од Тетово прераснува во регионален центар за стручно образование и обуки. Со одлука на владата, средното училиште Моша Пијаде да стане регионален центар за стручно образование и обука во Полошкиот регион, ќе се овозможи квалификација и преквалификација на сите заинтересирани, согласно потребите на пазарот на трудот. Ова е можност и средните стручни училишта да соработуваат, со што ќе се овозможи подобра искористеност на ресурсите и ќе се одговори на потребите на средношколците и на индустријата во регионот. Значи, тука ќе биде формално двогодишното, трогодишното, 4годишното и потоа постсредното или специјалистичкото 5 степен ќе биде опфатено, но и до обуки за одредени квалификации, како што рековме, за наети. Ние истото го нудиме сега, но што е разликата? Разликата е државата ќе ги насочи инвестициите и средствата да развива еден квалитетен вет центар, каде што сите ќе можат практична настава да спроведуваат во истиот, а од друга страна ќе потикнат и соработката помеѓу бизнис секторот, односно компаниите, затоа што заедно со овој регионален вет центар ќе инвестираат во обуки, до обуки на вработени и на кадри кои што се потребни. Значи, малку ќе биде улогата на она алка што недостасува во образованието, бизнис секторот и политиката, односно Министерството како креатор на политиките. Регионалниот центар за стручно образование и обуки треба да започне да функционира од следната учебна година. Од мај е предвидено да се започне процедура на доуредување на училиштето. Што значи тоа? Најпрвен ќе треба да се обезбедат сите основни услови, како што е енергетска ефикасност, понатамо технички услови во насока на инсталации, електрична инсталација, водоводна инсталација, грејењето. Значи, предвиден е процес на реконструкција на дел од зградите, училишните згради, исто така и реорганизирање на самиот простор. Со тоа што за струките кои што ќе бидат ставени како примарни, ќе се пристапи кон доопремување на кабинетите кои што се. Значи, во моментов имаме повеќе профили, односно квалификации од повеќе струки. Но ќе се насочи кон неколку струки и таму ќе има инвестиции во доопремување со наставни средства и помагала, а исто така од работилници кои што се потребни по нормативо за изведување на тие струки. Значи, инвестициите ќе бидат насочени кон истото. Од друга страна, мораме да мислиме на инклузивноста и на листата со попреченост, односно со посебни образовни потреби, така да и ќе се прилагодат и самите работилници, самото училиште, за да може да прими и да обезбеди образование за ваквите категории на ученици. Освен во Полошкиот, ќе се отворат уште 2 регионални центри за стручно образование и обука во североисточниот и во југозападниот регион, односно во Куманово и во Охрид. Проектот е дел од реформите за модернизација на средното стручно образование. Единствените слободни зелени површини за одмор и рекреација во Тетово се во Жена парк, но паркот во изминативе неколку месеци е речиси целосно уништен. Реквизитите за деца и за вежбање или се оштетени или воопшто ги нема. Работниците од јавното комунално предпријатие Тетово ги затекнавме како ги отстрануваат остатоците од искршените реквизити од Жена парк. Се чистеше и сметот кој го фрлиле несовесни граѓани. Тетовци велат дека Жена парк е единствената слободна зелена површина каде може да се прошетаат и одморат. Велат дека често комуналците го чистат паркот, но посебно во вечерните часови луѓето оставаат пустош зад себе. Иначе сумото вамо од пржава бапша сум, ама доаѓам овде вака помирно, нема многу возила, ама не е чисто. Не е чисто, има прljano све и свешто. Најлон е, ево, покушават овие, ама сами ние сме криви. Сами ние сме криви, ние прljamo свешто. Види, тоа народов не е културен прво.
Нарочито беше, вие знаете, све снимале, ке го направеја, ама бадијала све овде. Джабе, ако не се одржава, бадијала све. Тоа треба култура да има народот, па после све со ред. По крша, еве, имаше кучиće тамо, овде имаше за играње тоа деца. Убаво е, све убаво што ќе се направи. Треба да се чува, ама ај, кому да кажеш? Зашто народот сам за себе не го чува. А системот стави, земи пари и батали тоа. Треба да има нешто, да се направи нешто. Дел од граѓаните пак сметаат дека институциите треба да бидат поригорозни кон граѓаните кои ги оштетуваат јавните простори. Во лоша состојба се наоѓа и скејт паркот лоциран веднаш до Жена парк, кој беше изграден и дониран од странски невладини организации. И тука голем дел од реквизитите се отстранети и искршени, а смет има на секоја ќоше. Вчера вечер во Гостивар се одржа трибина во организација на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Учесниците потенцираа дека младите иднината треба да ја гледаат во Македонија, а не надвор од неа. Каква е иднината на младите во Македонија, кои се перспективите и што треба да се преземе за да се спречи иселувањето? Ова беа темите на трибината која што се одржа вчера вечер во Гостивар, а ја организираше Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Пратеничката Дафина Стојановска потенцираше дека младите се движечка сила во општеството и мора да им се даде шанса да ги покажат своите квалитети. Дека ВМРО ДПМН како конзервативна партија се уште ги уважува семејството, мајката и таткото, традицијата и историјата. И ВМРО ДПМН има кадри кои што се грижат за тоа позади себе да создаваат млади луѓе кои што нив ќе ги заменат, затоа што добриот учител е оној кој што ќе создаде уште подобар ученик. Иднината на младите е во Македонија, но за тоа навистина треба да дојде на власт партија која што ќе ги вреднува вистинските вредности, нема да креира лажни ветувања, нема да креира општ хаос во државава каде што владее криминал и корупција, поради што младите целокупно во Македонија, посебно и во Гостивар, се повеќе одлучуваат да си заминат, затоа што тука не гледаат ниту сигурност, ниту обезбедена иднина, ниту вистинско место кое што го заслужили. На трибината во Гостивар обраќање имаше Иванка Василевска, член на извршниот комитет на ДПМН, која нагласи дека партијата се бори за интересите на земјава и дека секој што сака да се придружи во таа мисија е добре дојден. Представниците на Унијата на млади сили на трибината подвлекоа дека актуелната власт не води никаква грижа за потребите на младите, дека во студентските домови владеат мизерни услови и ништо не презема за искоренување на белата чума, иако тоа било едно од нивните главни ветувања во предизборието. Фалсификување исправа, разбојничка кражба во Гостивар. Следуваат деталите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 11 часот, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 25-годишник од Тетовско горно Палчиште, поради сомнение дека сторил кривично дело, фалсификување исправа и од кого со потврда му било одземено патничко моторно возило Volkswagen Golf. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 14 часот и 30 минути на улица Никола Парапунов во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 48 годишник од Гостиварски Равен, поради сомнение дека околу 10 часот извршил разбојничка кражба на улица Панче Поповски, во непосредна близина на големиот пазар во Гостивар. Според пријавеното, тој со закана со остар предмет од паркирано возило Ford Transit одзел пари на 18 годишник од Скопје, кој се наоѓал во возилото, а потоа го напуштил местото. Извршен е увид, 48 годишникот е задржан во полициската станица Гостивар и се расчистува и документира случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 14 часот, полициски службеници на СВР Тетово на улица Струшка во Тетово привеле 69 годишен гостиварец кој вербално се расправал со адвокат околу некакви документи, го попречувал влегувањето во адвокатската канцеларија и потоа одбил наредба на полициски службеници. Се расчистува и документира случајот и ќе биде изготвен соодветен поднесок.
Македонската кошаркарска репрезентација со надпревар против Естонија ги започнува квалификациите за пласман на Европското првенство во 2021 година. Кошаркарската репрезентација на Македонија утре со почеток во 20 часот и 15 минути во спортската сала Борис Трајковски во Скопје ќе ги започне квалификациите за пласман на Европското првенство. Прв противник на нашата репрезентација е селекцијата на Естонија, која според квалитетот е најголем ривал на Македонија за пласман на собирот на најдобрите европски кошаркарски репрезентации. На овој надпревар на клупата на македонската репрезентација ќе дебитира новиот селектор Александар Тодоров, кој за овој меч повика 15 кошаркари, меѓу кои и младите Димитриевич, Јакимовски и Миловановиќ, кои треба да се иднината на македонската репрезентативна кошарка. Покрај Македонија и Естонија во групата Б се уште и селекциите на Италија и Русија. Италија како еден од домаќините на Европското првенство во 2021 година веќе има обезбедено пласман на континенталниот собир, а останатите два представници ќе се бараат помеѓу репрезентациите на Македонија, Естонија и Русија. И покрај тоа што Италија е веќе пласирана, сепак дуелите против неа ќе се бодуваат во конечната табела. Два нови надпревари од фудбалската лига на шампиони се играат вечерва. По првиот ден од осмина финалето, предност бележат Атлетико Мадрид и Борусија Дортмунд. Минимални победи за Атлетико Мадрид и Борусија Дортмунд на првиот осмина финален ден на Лигата на шампиони. Атлетико Мадрид го совлада бранителот на трофејот Ливерпул со 1:0 со голот на Саул Нигес уште во четвртата минута. На вториот синоќешен дуел Борусија Дортмунд со 2:1 беше подобро од Парис Сен-Жермен. Сите голови паднаа во второто полувреме. Ерлинг Халанд во 69-та и 77-та минута стрелаше за Борусија, додека Нејмар во 75-та минута го постигна единствениот гол за ПСЖ. Вечерва се играат нови два надпревари од осмина финалето на фудбалската лига на шампиони. Аталанта на стадионот Сан Сиро во Милано игра со Валенсија, додека Тотенхем го пречекува составот на Лајпциг. Немам намера да присуствувам на таква шарада више, затоа што едноставно немаме опција. Да, планирам. Што нешто ве мотивира да излезете да гласате, што е одлучувачки фактор? Па, подобрената ситуација во Македонија. Мислам дека има подобрување од порано и така. Не сум од тука, од село сум. Треба да излезиме. Нема зашто да не излегуваме. Тие се за нас. И затоа зашто да не излегуваме. Нека каже народот кој. Јас сум, да кажам, неутрален. Но за овие 3 години има голем пад на, да речем, на економијата. Катастрофални услови во здравство. Треба да победи оно што стварно мисли за Република Македонија и за овој народ. Заслужува, после толку тормозење и работи, заслужува еден, да речем, еден пристоен живот. Да. Така да го скористам своето право на глас. Едноставно е тоа. Значи, сите имаме право да одлучиме за кој сакаме да гласаме и да го искористам своето право, ете тоа. Па нема одлучувачки фактор, видите, ние сме луѓе лојални на оваа држава и сметаме дека треба да се одолжиме на оваа држава. Ете, со избори, со успешна работа, со квалитетно действување во општеството. Тоа се високи дострели кои што ние целиме, целиот живот испроведуваме и апсолутно треба да се гласа. И треба да се знае за кого се гласа. Апсолутно да, зашто секогаш излегуваме. Па и овој пат би било аре да се излезе. Знаете како, кога се оди на гласање, најчесто за тоа стои нешто. Е тоа нешто сакам да е лично, така да тоа би било главно. Почитувани, во седиштето на НАТО во Брисел разговаравме со висока представничка на НАТО од секторот за безбедносни и политички прашања, господја Тања Хартман. Господја Хартман, што ќе следува за Северна Македонија откако ќе пристапи во алијансата? As soon as North Macedonia becomes a full member, North Macedonia will take part in all of the decisions that are taken within this alliance on all the issues that we handle.
all of the security challenges, all of the security concerns. North Macedonia already participates in NATO meetings and activities, including ministerials, and we were very pleased to have the then Prime Minister Zaev at the leaders' meeting in London. And North Macedonia will continue, of course, to participate and take part in all of the decisions that this alliance takes. Што се очекува од новата земја членка во алијансата? Во кои сегменти земјите членки на НАТО очекуваат да видат поголем прогрес и за успешна интеграција во блиска иднина? This is a very important topic, the topic of reforms and continuing reforms. We talk a lot about how the alliance evolves over time because our security challenges evolve. And so it's important also that all allies, including current allies and members, continue to evolve and implement the required reforms to deal with the new security challenges. The very same applies to North Macedonia, even now during the accession process, but also after full membership. It will be very important to continue to implement reforms, including in the defense and security sector, so that North Macedonia can come to the aid of other allies, participate in NATO missions and operations, and take part in all of the NATO activities and take on all of the obligations and responsibilities of membership. Што е тоа што недостасува, на кое што треба да се работи повеќе во реформскиот процес? We talk about continued reforms and we talk about continuing to deal with security challenges. We face challenges in many different sectors, including threats from hybrid attacks, cyber attacks, countries that annex the territory of their neighbors, instability beyond our borders. So we talk about reforms that are necessary to continue to deal with those challenges, to develop the capabilities that are needed to respond to challenges like that. Со каков вид на закани се соочуваат земјите членки на НАТО и Северна Македонија во иднина како идна членка? Some of the challenges that we see have to do with cyber attacks, with disinformation campaigns that really undermine our societies and our institutions. So what we continue to work on together, and this is also true for current members of the alliance and also true for North Macedonia as it finishes its accession process, is that we continue to develop capabilities to respond to cyber attacks, to defend our critical infrastructure, to defend our institutions and our societies from disinformation. These are all very important areas on which we work together with North Macedonia. Ви благодарам за разговорот. Thank you very much. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте интервјуто на Радио Слободна Европа. Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на телевизија Кисименада. Пријатно!